Клучот за обстанокот на владата на Ковачевски е во рацете на Таравари. Староновиот партнер на СРСМ повторно најави можност за напуштање на власта, со што може да ја урне владата и да ги убрза изборите. Таравари рече, размислувале до крајот на месецов дали да ги напуштат Ковачевски и Ахмети. Доколку се остварат заканите на лидерот на Алијанса, практично сегашната влада нема да има ниту просто мнозинство. Без 8 претиници на Таравари, владата би била нефункционална. Доколку Алијанса замине, следно е изгласување на недоверба на владата и формирање на ново парламентарно мнозинство. Но бидејќи изборите се многу блиску, една од опциите се или лидерска средба со цел за што понатаму или обрзување на датумот за одржување на изборите. Поранешната пратинечка Марковска за Алфа вели дека не е сосема сигурна дека Алијанса би ја напуштила власта. Оти како што вели, зошто воопшто влегува во владата ако се решени да делуваат опозициски. Според Марковска, можни се 3 сценарија. Зошто во ваков период Таравари дава ваква изјава. Едната од нив е дека гледаат дека опозицијата се повеќе се засилува и неверојатно ќе формира влада, па сакаат да се спасат од пораст на нивната партија ако останат во коалиција со СДСМ и ДУИ. Тоа по мене би значило или самата влада да биде поддржана од пратениците, а да излезат министрите, или политички маневар со цел да се изгласа самиот закон за амнестија, или пак евентуално ново прегрупирање кое што би ги засилило позициите на Алијансата пред самите избори. Првиот човек на подем, Живко Јанкуловски, вели дека овој чекор на Таравари е можеби само затоа што сакаат да се спасат од бродот што тоне, односно предстојниот пораз на владината коалиција на изборите. На Таравари и му одговара да ја избира оваа варијанта да оди самостојно, затоа што токму тоа гледа каде што бродот потонува и одговорањето му е што значи гледа сламка спас во последен момент ако може да се излечи од таа ситуација. И поранешниот пратеник Трајче Димков е со сличен став. Тој за Алфа вели дека не само Алијанса, вакви најави, но и напуштање на владината коалиција во идниот период може да очекуваме во голем број. Сега пред изборите ќе очекуваме и многу други партии да го направат, и многу помали партии. Јас верувам дека на Социјалдемократскиот сојуз ќе им се случи бродолом. Ќе почнат да им бегат многу коалициони партнери, ќе им се случува сето тоа се повеќе, бидејќи сватија тие дека следниот мандатар е Христијан Мицкоски и тој ќе ја составува влада. Пред неколку месеци партијата на Трајанов ја напушти владата на Ковачевски. Најави за евентуално напуштање на власта имаше и од дом. Инаку Алијанса за албанците неколку пати влегуваше и излегуваше од владата. Првото нивно напуштање беше уште во времето кога начело на СДСМ беше Заев, а прв човек на партијата беше Села. Причина за ова резиденување беше токму заминувањето на Таравари од министерската позиција за да седне во граначалничкото столче во Гостивар. Тогаш Села бараше министерот за здравство да биде повторно од редовите на Алијанса за албанците, но Заев не дозволи. Неколку години подоцна, односно во февруари годинава, Алијанса пак влезе во владата и ја спаси премиерската фотелја на Ковачевски во период кога Демократски сојуз замина од власта и се појавија фракциите во ДУИ.